Како што беше и најавено уште на салонот во Франкфурт на неговото деби, четвртото поколение на Реноувиот бестселер компактот Меган требаше да блесне во полн сјај во продажните салони ширум светот со почетокот на пролетта. Ветано сторено. Новината од неодамна го краси и продажниот салон на македонскиот импортер Automotive Group. Четвртата генерација на Меган е изградена на новата модуларна платформа CMF, користена за Каџар и Талисман. Сето тоа овозможува интеграција на системи и технологии кои се користат во повисоките сегменти. Елегантните форми, префинетите линии и безкомпромисните можности му даваат на новиот Меган препознатлив дизајн и самоуверен стил. Внатрешноста исто ја карактеризира сосема нов дизајнерски пристап со извонредна ергономија и завршна обработка и се разбира врвна технологија со 8,7 инчен екран, чувствителен на допир од системот Airlink 2, како и електричниот head-up екран. Системот Multisense се прилагодува и го поставува автомобилот согласно моменталните желби на возачот, влијае на техничките поставувања и искуството на амбиентот во зависност од тоа дали е спортски, смирен или расположен за релаксација. Опремен е со бројни системи за помош при возењето. Палетата на агрегати е представена од 4 дизел и 3 бензински мотори. Дизел варијантите генерираат 90, 110, 130 и 165 конски сили, а кај бензинските моќноста е 100, 130 и 205 конски сили. Изборот на трансмисија е меѓу мануелен со 6 степени на пренос и автоматски EDC со 2 спојки и 6 или 7 степени. Со обединувањето на иновативните технологии со Energy моторите, значајно се променија досегашните стандарди. Со нивна помош, Renault Megane е меѓу најдобрите во класата на потрошувачка на гориво и емисија на CO2, при што удобноста при возењето остана непроменета. Цените на моделот стартуваат од 16.290 евра за моделот Life SCE 115. Конечно, новата Mazda MX-5 и кај нас, односно во салонот на македонскиот импортер за јапонскиот бренд Star Motors. Ова е несомнено еден од најпознатите спортски родстери кој навистина направи вистинска револуција на кој посебно се горди во Mazda, бидејќи велат дека овој модел е виновник кој ја прекина долгогодишната доминација на Англија како производител на овој тип возила. Спортскиот двосет е со поставеност на моторот во предниот дел и задвижуван од заден погон. Користејќи ја оваа традиционална формула за тоа како треба да изгледа вистински спортски родстер, Mazda успеа во изминатите скоро 3 децении да доминира во Европа, со продадени повеќе од 950.000 примероци. Најновата генерација на овој модел, според конструкторите, е помал, полеснен, поагилен и побезбеден, се во насока на зачувување на вредностите кои го прославија моделот. Имено, новата MX-5 е пократка од својот претходник за 108 мм, пониска за 20, а поширока за 10 мм. Голем дел од каросеријата е изработен од алуминиум, па возилото е за 100 кг полесно од претходната генерација и вкупната тежина изнесува околу 975 кг. Нешто што исклучително сакаат да го потенцираат конструкторите е балансот, кој е идеален и изнесува 50:50.
Mazda MX-5 пристигнува со два агрегати на македонскиот пазар и тоа 1,5 литарскиот со 130 конски сили, како и 2.0 со 160 конски сили. И двата се атмосферски 4-цилиндарски од генерацијата Skyactiv на Mazda. Цените започнуваат од 23.998 евра за основниот бензинец со основното ниво на опрема. Најмалиот представник во гамата на јапонскиот Mitsubishi Motors неодамна претрпе одредени модификации и по неговото европско деби на салонот во Брисел на стартот на годинава еве го во понуда и на македонскиот импортер Mack Autostar. Во однос на дизајнот на екстериерот треба да се напомене дека пристигнува со далеку поагресивен стайлинг, нова маска, поинаква форма на Big Xenon светлата, како и на маглинките со нова LED технологија, спортски филни, заден спойлер, а исто така достапни се и две нови бои на каросеријата, Wine Red и Sunrise Orange. Во интериерот наидуваме на редизајниран управувач, подобрена инструментална табла, а има и нови материјали за седиштата. Во понуда е 300-ватниот Rockford Fosgate аудио систем со Eco Punch, како и софтверските услуги Apple CarPlay и Android Auto. Space-Star овозможува висок степен на економичност, но и ниска емисија на CO2. На располагање се два бензински мотори, еден 0 литар со 71 конски сили и еден 2 со 80 конски сили. И двата мотори се опремени со MIVEC технологија, односно електронска варијабилна контрола на системот за вбризгување на гориво, како и со Auto Stop and Go системот за заштеда на гориво. На овој начин, комбинираната потрошувачка на возилото со зафатнина од 1,2 литри изнесува само 4,3 литри на изминати 100 километри. Цената за новината останува иста како и досегашните изданија од овој модел на македонскиот пазар, односно стартот за базното остварување е 8.900 евра. На свечен начин, по 21 пат, во присуство на голем број гости во хотелот Александар Палас во Скопје, беше доделено признанието Автомобил на годината за 2016 година. Жирито за избор на националниот автомобил на годината за 2016 во Македонија одлучи блескавата статуета на ладилник да ја добие Шкода Superb, а признанието за SUV на годината BMW X1. Во финалниот дел на изборот за годинава се најдоа 7 кандидати: Шкода Superb, Opel Astra, BMW X1, Hyundai Tucson, Land Rover Discovery Sport, Jaguar XE105 и Mazda CX-3. Поголемиот број анализи согласно критериумите, чешката лимузина Superb извојува тесна победа во израмнетата борба со останатите конкуренти, за што говорат и резултатите од гласањето. Имено, Шкода Superb освои 3 гласа, а веднаш рамо до неа се пласира SUV изведбата на кореанците Hyundai Tucson со 2 гласа. Третиот глас, Шкода Superb, го доби од публиката, односно преку онлайн гласањето, каде освои 955 гласа. Третата генерација на чешката најпрестижна изведба, според жирито, највредни оценки доби поради дизајнот, просторот во внатрешноста, како и адекватност на македонскиот пазар. Годинава жирито реши на BMW X1 да му ја додели титулата SUV на годината 2016 во Македонија. Наградата се доделува поради новитетите што ги понуди, како и фактот дека за прв пат баварците лансираа изведба со преден погон и што во дизел изведба може да се добие по цена пониска од 30.000 евра. Поради афирмација на Македонија во регионот, жирито годинава му додели признание и на Euroimpex, импортер на автомобилите од програмата на Peugeot во Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија. Porsche Македонија вечерва е навистина горда што знаменосецот на брендот Шкода, моделот Superb, се закити со најпрестижното признание во автомобилизмот во Република Македонија, автомобил на годината за 2016 година. Ова навистина представува признание и за тимот на Porsche Македонија, меѓутоа пред се за инженерите на Шкода кои што искреираа едно прекрасно дело на тркала, од
кое што и ние самите како вработени во Porsche Македонија сме навистина импресионирани, што предпоставува секако дека ќе ги одушевиме сите клиенти кои што се сегашни и потенцијални. Возилото ги надмина очекувањата не само на клиентите, туку и на нас самите. Возилото се продава во цел свет многу повеќе од очекуваното. Голема чест за нас на 120 годишнината на славењето на 120 годишнината на брендот Шкода, да ја добиеме оваа престижна награда Автомобил на годината во Македонија, да ги споиме тие две признанија и да го прославиме овој убав юбилеј. Во годината во која BMW слави својата јубилеј од 100 години, особена чест ни представува што новиот модел на BMW X7 ја понесе титулата SUV на годината во Македонија, што е одлично признание за импортерот Емкар, кој што на пазарот сме помалку од една година присутни. Со оваа титула се надеваме на успеси во работењето и пред се враќање на довербата на клиентите во новото импортерство. Баварскиот гигант спектакуларно ја прослави својата 100 годишнина на посебната манифестација која се одржа под мотото BMW Next 100. Беа истакнати најважните датуми и настани за компанијата во текот на едновековното постоење, со аманет дека гигантот од Минхен е комплетно подготвен и има визија и за наредните 100 години. Во оваа чест беше представен интересен концепт. Станува збор за иновативната студија Vision Next 100. Возилото нуди форма на седан, бидејќи баварците сметаат дека тоа ќе продолжи да биде главен сегмент на пазарот, иако во моментов вистински бум се SUV изданијата. Според големината, автомобилот е малку помал од сегашната серија 5, а благодарение на футуристичките форми, коефициентот на отпор на воздух изнесува само 0,18. Целта на концептот е да го покаже правецот на развој на компанијата во следниот век и токму заради тоа изведбата се предвидува да се движи во два режими, автоматски и стандарден, во кој контролата ја превзема возачот. Слично на лутите конкуренти Мерцедес, BMW и Ауди, и шведскиот производител Volvo ќе нуди чисто спортски модели со компоненти кои ќе ги издвојуваат од обичните изданија. Тие доаѓаат од Polestar, компанијата за тркачки автомобили која се претвори во внатрешна филијала на брендот. Polestar Performance ќе нуди доработка за моделите V40, V60, S60 и XC60. Тие ќе вклучуваат како надворешни, така и внатрешни естетски и технолошки решенија. За однадвор, Polestar ќе нуди спойлери, ауспуси, дифузори, огледала, 19 или 20 инчни тркала. Во подпирањето ќе има подобрени амортизери и други делови на суспензијата. Компонентите се развиени заедно со Cian Racing, тркачките партнери на Polestar. Внатре ќе се нудат нови декоративни елементи на менувачот, украсни прагови како и спортски педали. Предвидено е нивните производи да бидат пуштени во продажба од почетокот на идниот април во официјалните представништва на брендот во светот. Polestar дава гаранција дека квалитетот на производите ќе биде на повисоко ниво од фабричките, монтирани на автомобилите на шведскиот производител. Она што од секогаш и давало посебен шмек на Женева, освен оние епитети на неутрален терен, дел од светскиот салонски крем, прв салон во годината во Европа, секако се големиот број на студии, прототипи, концепти, како и крајно брутално набилдани ѕверки, кои можеби ќе ги видиме на патиштата или се само правец во дизајнот кој ќе следи од страна на производителите во иднина, или се едноставно остварувања кои со својата појава ќе остават белег во времето кога биле прикажани.
Би започнале од она што на некој начин го зачнавме во минатата емисија, а тоа е навистина безпрекорната креација на младите студенти од Европскиот институт за дизајн AID со нашиот партнер кој поддржува вакви дела Quattro Ruote, концепт автомобилот Shiba. Инспирација за дизајн е од јапонска уметност на виткање на хартија, правењето оригами фигури. Всушност името на беспилотниот прототип е преведено од јапонски што значи виткање. Кабината на Shiba има форма на диамант и е прицврстена на рамката и концептот од метални композитни материјали со алуминиумска фолија. Во внатрешноста на ѕидовите на кабината може да се користи приказ на мултимедијалните содржини од надворешната страна или создавање на зголемена реалност. Концептот на кабината е дизајнирана за 4 лица, каде нема стандардни седишта и позиции за седење. Прототипот е со должина од 4700, ширина 2000, висина 1500 и меѓуоскино растојание 3660 мм. Движењето на концептот се обезбедува од 4 електрични мотори што се поставени во тркалата. Прототипот е опремен со биометриски без клуч за влез систем, идентификување на сопственикот на отпечаток од прст, LED предни светла и OLED екранот на предниот дел на покажување на нивото на полнење на концептот на батеријата. Од големите дизајнерски студија го издвојуваме Pininfarina, кој откри концепт за автомобил со водороден мотор кој е најбрз во овој сегмент. Без сомнение, ова не е првиот производител на автомобили кој го истражува создавањето на водородни автомобили, но секако Pininfarina е првата фирма која создаде толку брза варијанта. Автомобилот наречен H2 Speed може да достигне до 299 км/ч, што е прилично многу побрзо од Toyota Mirai. Тоа е и првиот модел со високи перформанси на водород, кој е во состојба да заврзе од 0 до 100 км/ч за само 3,4 секунди. Работи со 2 електрични мотори, погонот е на водородни горивни келии и има регенеративен систем за сопирање. Може да се полни за само 3 минути. Компанијата се уште не открива податоци за досегот на возилото, а не се споделува ништо и по прашањето кога и дали евентуално H2 Speed ќе влезе во производство. Ital Design се представи со футуристички шутинг брейк концепт наречен GT0. Освен изгледот на задниот дел на каросеријата, футуристичка и неговата погонска механика која ангажира 3 електромотори. 2 се наменети за предната оска, еден за задната и сите 3 заедно располагаат со 360 киловати. Автономијата изнесува 500 км, а батериите за половина час може да се наполнат до 80%. Ital Design GT0 доаѓа со тркала со големина од 22 инчи напред и 23 назад. Студиото на Giugiaro не ја предвидува судбината на овој концепт. Пекингшката Tech Rules представи 2 хибридни концепти: тркачки AT96 или Aviation Turbine и патент GT96 газ турбин. Кинезите ги открија пред се тајните на специјалниот систем за турбинско полнење TREV или Turbine Recharging Electric Vehicle. Работите изгледаат прилично сериозно од технолошка гледна точка, откако се овозможува постигнување на максимална мокност од 1044 конски сили и вртежен момент од 8640 Нм. Овие бројки овозможуваат развивање на максимална брзина од 350 км/ч, што е поддржано од фантастична автономија со едно полнење од над 2000 км и минимална потрошувачка на гориво од 0,18 литри на 100 км пат. Моделот има 80 литарски резервоар во кој може да се наливаат авиацијски керозин, дизел или бензин. Има можност за монтирање на балони за природен или синтетички газ. 6 од електромоторите со моќ од 36 киловат часови одат за напојување на дополнителната опрема како инвертори.
Останатите електромотори со моќ од 30 киловат-часови се за засилување на литиум-манганоксидна батерија со капацитет од 20 киловат-часови при напон од 760 волти. Акумулаторот целосно се полни за 40 минути и напојува 6 електромотори, 2 предни и 2 за секој од задните тркала. Користењето на 2 помали наместо 1 поголем електромотор позади е поефикасно, а монтажата на карбонски монокок го прави возилото полесно. На струја, хибридите на T-Cruise имаат досег од околу 150 километри. Првиот во светот квантен автомобил, Quantino, на лихтенштајнската компанија Nano Flow Cell, може да се движи без престан цели 14 часа. Во моментов, работата на автомобилот продолжува со цел постигнување на уште подобри резултати. Електросистемот на автомобилот е нисковолтажен, работен напон е само 48 волти. Тест испитување на еколошкиот автомобил поминале на полигон во Цирих, во Швајцарија, под водство на главниот инженер на компанијата Nano Flow Cell. Автомобилот за време на тестот се движел со просечна брзина на движење од 74 км на час. Тестот бил така моделиран за да ги задоволи максимално условите на градското возење. По завршувањето на тестот од 14 часа возење без сопирање се покажало дека 175 литарските резервоари на концептот требало да бидат дополнети со 78%. Сега во плановите на компанијата е старт на мало сериско производство на Quantino, но и анализи од економска гледна точка за исплатливоста од продажбата на слични автомобили. Ако се верува на некој од прогнозите на Nissan, човештвото не го очекува светла иднина и затоа голема улога ќе играат автомобилите. Се поголемиот недостаток на места за паркирање во големите градови, постојаните метежи, загадувањето на атмосферата и постојаниот раст на бројот на катастрофите се само дел од мрачните предвидувања. Има ли сепак перспективи да се избегне сето тоа? Според експертите од Nissan има, а нивниот одговор е во концептот Nissan Intelligent Driving System. Прототипот IDS, кој е прикажан во Женева, се потпира на интелигентно управување, електрична енергија и интеграција. Со други зборови, ова е автомобил кој може да се управува апсолутно автономно, при тоа е задвижуван од електромотор и може да се поврзува со целокупната инфраструктура и со другите возила. На овој начин, според луѓето од Nissan, автомобили од овој тип нема да ја загадуваат животната средина, нема да предизвикуваат несреќи и нема да имаат проблеми со безбедноста. Освен тоа, Nissan IDS концепт изгледа современо и дури футуристички. Според јапонците, многу од технологиите интегрирани во IDS концептот ќе помогнат да се изгради во сериски автомобили наскоро. Екипата на Автоплус патувањето до Женева го реализира во соработка со Porsche Македонија, каде на располагање добивме модел од најновата генерација на најпрестижната чешка лимузина Škoda Superb. Ова остварување веќе го имавме на тест во нашата редакција, па остануваше да го утврдиме материјалот и подетално да се запознаеме со вредностите на третата генерација на оваа изведба. Моделот е спакуван со дизелски агрегат 2.0 TDI со моќ од 150 конски сили и ниво на опременост Ambition. На потегот Скопје-Женева-Скопје преку Србија, Унгарија, Австрија, Германија и Швајцарија минавме 4630 километри, што секако во 6 дена и не е малку. Ги минавме недогледните полиња од Бачка, Барања и Срем, како и оние во Унгарија, Алпите во Австрија, Германија и Швајцарија. Имавме и дожд и снег, но чешката лимузина го прифати сиот тој предизвик без никаков компромис. Оние три главни вредности кои се најважни на вакви патувања – простор, комфор и економичност без никакви претерувања – заслужуваат највисоки оценки. А и не треба ние сето тоа да го потенцираме и експертите сметаат дека на овие три полиња ова Шкодино остварување нема многу конкуренција.
Факт е дека оваа генерација на Superb е со зголемени димензии, но најважно од се е 80 мм подолгото меѓуоскино растојание, важен елемент за зголемената стабилност поради пониското тежеште и гаранција за поголем простор и комодитет во внатрешноста. Местото за управувачот кај оваа Шкода е сосем удобно и лесно може да се стигне до оптимална положба со помош на електрика кај седиштето за возачот, кој исто како со возачкото има греачи и лумбарна регулација. Предните седишта се солидни и го држат телото како во свиоците, а и при подолги патувања. Всушност, оваа лимузинска изведба е и за тоа намената, па патувањето и на подолги дестинации за оние напред и за оние кои седат позади е само уживање. Овде секако треба да се спомене и мощна добрата звучна изолација во кабината и од вибрации, а за удобноста се грижи и далеку подобреното подвозје и подпирање. За понуда на багажен простор и да не изборуваме. Запатнината е 625 дециметри кубни, односно 1760 дециметри кубни со преклопување на седиштата. Што се однесува до економичноста, вреди да се спомене дека според нашите мерења, просечната потрошувачка изнесуваше 5,3 литри на 100 изминати километри при брзина од околу 130 до 140 км на час, што е неверојатно близу до декларираните 4,5 од Шкода. За тоа своја клучна улога одигра врвната аеродинамичност, каде отпорот на воздухот е 0,28. Треба да напоменеме дека и кон Женева и на враќање постојано имавме периоди кога паѓаше снег или врнеше силен дожд. Несомнено од голема корист ни беше адаптивниот темпомат со радар, фронт асист и автоматското сопирање при појава на препрека. Своја работа заврши и навигацијата, која одлично се снајде низ улиците на потегот Анеси, каде бивме сместени до халите на Палеекспо. Секако не треба да заборавиме на проверениот 4-цилиндарски 2,0 турбодизелски мотор, кој се одликува со солидна еластичност и мирна работа и за еден дизелаш повеќе од задоволително испорачува доза на мок и вртежен момент. Неговата мок е 150 конски сили, а најголемиот вртежен момент е 340 Нм, кои се пренесуваат на подлогата со помош на предните тркала преку 6-степениот мануелен менувач. Ни беше задоволство да се дружиме со чешката изведба и оние над 4600 изминати километри, како да не ги почувствувавме. Петра добро ја заврши работата. Kia Sportage. Најважниот модел на Kia и секако најпродаваниот модел во Европа стигна до својата четврта генерација. Новиот Sportage со себе донесува многу новини и подобрувања, а по пристигнувањето на македонскиот пазар имавме чест да го испробаме први и можевме во целост да се увериме дека е навистина подобар и понапреден. А колку е Sportage популарен меѓу купувачите зборува фактот за 3,5 милионите пласирани единици со пазарно учество од 10,9%, па како вели првиот човек на компанијата Питер Шреер, со секој нов модел не ни е дозволена никаква грешка, а посебно со Sportage. Затоа новата генерација на Sportage мора да биде на самиот врв во сегментот. Досегашниот добро прифатен дизајн послужи како здрава основа, но место за технолошки и технички подобрувања секогаш има доволно. Поради ова сосем очекувано и новото поколение на Sportage е нацртан и развиен во Европа, поточно во центарот во Франкфурт, а се произведува во современите погони во Жилина во Словачка, која вреди да се спомене дека испорачува скоро половина од возилата на марката наменети за клиенти на стариот континент. Дизајнерски навистина комплетно созрел и сака тоа некој да го признае или не, одскокнува од својот предходник. Предниот дел има препознатлива маска како и преостанатите модели на марката, а се чини вистински знак за распознавање по се изгледа ќе видат закосените предни фарови со округли LED дневни светла. Мощно добро се вкомпонирани и светлата замагла. Страниците откриваат колку навистина новиот Sportage е поголем, поточно 40 мм во должина и дополнителни 30 мм во меѓуоскиното растојание.
Исто така се откриваат набилданите бокови, а се чини веќе е неизбежна онаа хромирана рамка на страничните стакла, која сега доби малку пофлуидни форми. Назад се истакнуваат новите стоп светла со LED технологија, со хромирана лајсна која ги спојува, но воедно предизвикува Sportage од оваа перспектива да изгледа поширок и подинамичен. Благодарение на зголемените пропорции во надворешноста, како и продолженото меѓуоскино растојание, нуди значително повеќе простор и комфор во внатрешноста. Самото возачко обкружување и кокпитот сега се приметливо поквалитетни. Иако постојано имаме забелешки на оние пластични елементи направени со не толкав квалитет, поради оправдувањата дека тоа е заради рециклажата, сепак факт е дека не доминираат премногу. Па генерален впечаток е дека квалитетот на внатрешноста е на повисоко рамниште, а се разбира и завршната обработка. За пофалба е за ротираната централна конзола кон возачот, па самото чувство за управувачот е подобро. Благодарејќи на паметниот распоред, патничкиот простор е дополнително зголемен. На овој начин има повеќе простор за главата на патниците за 5 мм напред и 16 мм позади, а се разбира и за нозете каде е тој соодност 19 мм спрема 7 мм. На задните седишта сега е и покомотно поради можноста за регулирање на подпирачот за грбот, кој може да се постави во 7 различни позиции. Вреди да се напомене дека за задните седишта се користени поинакви технологии и помеки материјали за изработка, па и затоа се поудобни. Сликата на модерен и практичен кросовер ја надополнува багажникот кој има двојно дно и вкупна зафатнина од 503 литри, што со рамните страници го прават мощно и функционален. Тука треба да се спомене 8-инчниот дисплеј на кој ги имате сите потребни информации и активноста на функциите, а тестниот модел имаше и навигација. При развојот на новиот Sportage главниот фокус бил изголемување на ефикасноста на агрегатите и перформансите. Секој мотор во понудата е во склад со најновите Euro 6 стандарди, а воедно нудат добар спој на динамичност и штедливост. Во принцип станува збор за добро познатите агрегати на компанијата, но крајно подобрени за оваа цел, па таков случај е и со 1,7 турбодизелскиот мотор со 115 конски сили и 280 Нм, кој беше под хаубата на тестниот модел. Благодарејќи на солидниот вртежен момент, овој мотор воопшто не е инертен, знае добро да повлече, но да не претеруваме. За оваа цел, овој агрегат доби 20 Нм повеќе вртежен момент, а во атмосферата изфрла 12% помалку штетни гасови. Ова остварување беше во спрега со 6-степен мануелен менувач, кој исто така е модифициран за оваа цел, па до 100 вака спакуваниот Sportage достигнува за 11,5 секунди, а максималната брзина изнесува 176 км на час. Sportage пристигнува и со далеку подобрени возни својства, со значително подобрена звучна изолација и конструкција. Со употребата на нови поквалитетни материјали и нова технологија на спојување на елементите, Sportage е сега за 39% поцврст и поотпорен на торзија. Ова заедно со новата конструкција на подпирањето и оските придонесе и за поголема крутост и цврстина на самиот кросовер. Дополнителните пенести додатоци, изолацијата на покривот и просторот, како и подебелото ветробранско стакло, придонесуваат за извонредна заштита од бучавост во кабината, па на раат можевме да ги почувствуваме вредностите на JBL аудио составот. Кон ова секако треба да ги додадеме и технологиите кои зголемуваат безбедноста и пакетот помошни системи. Цената на вака понудениот модел со оние додатоци кои ги споменавме чини 23.840 евра, а стартува од 18.550 солидно опремен.
Големиот камбек на брендот Apollo го најавува со својот следен убиствен модел. Во Женева фирмата го лансираше Arrow, кој алудира на сериско производство. Под лимот се крие 4-литарски битурбо мотор чија максимална моќност е 1000 конски сили со 1000 ньютон метри вртажен момент. Моќта се пренесува на тркалата преку 7-степен секвенцијален менувач и диференцијал со можност за блокада. Благодарение на овој импресивен систем, како и на вкупната тежина од околу 1300 кг, машината до 100 км на час забрзува за само 2,9 секунди. Максималната брзина на движење е 360 км на час. Најинтересен факт е дека машината е легална за употреба на јавни патишта, но истовремено доставени се барања до ФИА за учество во различни надпреварувања. Во Женева Алпина ја представи својата најнова модификација B7 X-Drive, како што може да се очекува од еден производ на тюнинг студиото. Визијата е деликатно доработена со додавање на атрактивни тркала со многу краци, нов стилски дифузор во предниот дел, дополнителни прагови и 4 излези на издувниот систем. Во внатрешноста исто така се направени промени, а тие вклучуваат нови седишта со кожа алкантара, променета инструментална табла, многу елементи на алуминиум. Се разбира, најголемата доработка се крие под хаубата, каде 4,4 литарскиот V8 мотор веќе располага со 600 конски сили. Тие се испраќаат до сите 4 тркала преку 8 брзински автоматски менувачи и X-Drive систем, обезбедувајќи забрзување од место до 100 км на час од 3,6 секунди. Производителот на рачно склопени спортски автомобили Spyker го представи новиот модел под името C8 Preliator. При дизајнирањето на автомобилот, стремежот беше тој максимално да личи на авион. За таа цел дури стоп светлата се со LED технологија, оформени како грлата на млазниците на борбен авион. Во новиот модел на Spyker исто така сериозно внимание е посветено на аеродинамиката. За да се намали воздушниот отпор се додадени елерони во предниот сплитер, а воздухот се насочува и од елементи во праговите. Задниот дифузер пак е со целосно нов дизајн. C8 Preliator е со целосно алуминиумска рамка и користи V8 мотор на Audi, кој е ревидиран за да обезбеди моќност од 525 конски сили. Автомобилот стандардно се опремува со 6-степен рачен менувач на Getrack, а опционално се нуди автоматски на ZF. Подпирањето на C8 Preliator е алуминиумско, развој на Lotus. Внатрешноста е типична за Spyker со внимание кон деталите и користење на со најдобар квалитет кожа понудена на пазарот. Инструментите се со специфичен дизајн со цел подобрување на ергономијата. C8 Preliator е опремен со првокласен аудио со пристап до дигитални радија и Bluetooth интерфејс.